Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Милиони евра се исплаќаат без јасни докази за работа, исчезнуваат државени имоти, се прават трошоци без контрола. Дали институциите се претвориле во механизам за политички грабеж на јавните пари? Станува ли збор за поединечни пропусти или за систем што возможува постојано одливање на буџетските средства? Колку не чини системската нефункционалност? Ова е низът од прашања кои што денес ви ги упатуваме вам и верувам дека ќе бидете активни дел од оваа црвена линија, како и секоја една наредна. Доволно е да се заврти нашиот телефонски број 02307005 за активно учество во живо. Се разбира, ќе потсетиме задолжително да биде и намален тонот на ТВ приемникот, бидејќи ако тоа не го сторите, навистина неретко се случува и да се исклучите, бидејќи нема да имате увид дека сте веќе вклучени и ги очекуваме вашите одговори во живо. Избегнувајте користење на интерфон и спикерфон. А кога сме кај прашањата, задолжително се разбира, како и во секој едно издание на црвена линија, сега објавуваме анкети во кои што можете да учествувате доколку не следите на Инстаграм. Затоа во овој момент, ако не следите, заследете и се извинувам, се што ви треба е профилот на црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што паралелно ги објавуваме и анкетите и се разбира темите за кои што говориме со вас. И од кога ќе не заследите на Инстаграм, веднаш што поскоро кликнете и на Инстаграм стори. А еве како изгледа денешната анкета. Дали јавните институции ги трошат одговорно буџетските средства? Опции за одговор имате две, едната е да, другата е не. Што значи кој е вашиот одговор? Кликнете на полето кое што и го содржи одговорот. На самиот почеток, пред да стартуваме со вас, почитувани, да го погледнеме и прилогот на Тамара Грнчаровска. Во Министерството за односи меѓу заедниците на 61% од вработените или 244 лица им биле исплаќани плати без доказ дека доаѓаат на работа и дека биле таму полно работно време во вкупна висина од 2.683.000 евра, утврдил Државниот завод за ревизија за периодот 2024 година заедно со ревизијата на усогласеност. Дополнително ревизијата утврдила и долг на вработените кон институцијата. За побарувањето од вработените во износ од 34.000 евра кои потекнуваат од минати години, 2012-2020 година. Министерството не располага со документација за неподмирениот износ, односно кое лице должи и во кој износ. Министерството со програмата за финансирање на активностите на здруженијата и фондациите за 2023 година на 33 здруженија и фондации им исплатила средства во износ од 320.900 евра, но одделението за следење на спроведување од 9 работни места ниту едно не му било пополнето. Дополнително, дел од апликациите биле доставени само на албански јазик без превод на македонски. Во Министерството за односи меѓу заедниците недостигаат и 30 преносни компјутери, а ревизорите утврдили нецелосен спроведен попис, при што 28% од вкупните основни средства со вредност од 25.360 евра не се пронајдени при годишниот попис. На списокот на непокриени трошоци во работењето на институцијата е и точење гориво. На име трошоци за нафтени деривати исплатени се средства во износ од 516.000 денари, без да се врши контрола на регистарските таблици и видот на набавеното гориво. Тоа возможило да се точи гориво и во приватни возила, но и гориво кој не било предвидено со договорот за набавка. При сервисирање на возилата пак се менувани делови кои не биле предвидени во тендерот за сервисирање, а дел од фактурираните цени биле и по неколкократно повисоки од прифатената понуда. Министерството не поднесувало документација за покривање на трошоци за реализација на договорите за одбележување на Охридскиот рамковен договор и денот на албанската азбука, кои вкупно чинеле 156.000 евра. За нив биле исплатени фактури во износ од над 84.000 евра, но без приложување документација која би го подкрепила тоа. Ревизорите неправилности утврдили при склучување на договорите за обновување на информатичката опрема, набавка на канцелариски материјал, одржување на системот за ладење и грење во Министерството, набавки на средства за хигиена и дезинфекција, но и во услугата за перење на возилата, при што понудувачот не доставил доказ дека располага со перална за возила, а поголем дел од услугите биле користени од приватни возила.
Сега е време вас да ве слушнеме, но пред да почнеме со вклучување на гледачи, да ве потсетам сите вие кои што може би така и вие поедноставно да учествувате во Црвена линија, просторот каде што можете да ги дадете своите одговори како коментари е секако Facebook. Заследете Црвена линија на нејзиниот профил и секако профилот на Телма телевизија. А еве како изгледаме и на Facebook, пристигнаа веќе голем број коментари. Прашањето е колку не чини системската нефункционалност. Продолжете, бидете активни што во живо, што на Facebook, секако со коментарите ќе започнеме нешто подоцна. А сега да започнеме со вас, почитувани. Добар ден. Го имаме веднаш првото исклучување. Ева, ако случајно, уште еднаш ќе напоменам за оние кои што може би малку подоцна започнавте да не следите, имајте на ум, доколку и не сте имале искуство за јавување во контактната емисија Црвена линија, ве замолувам да го намалувате тонот на ТВ приемникот веднаш, штом ве превземат од режија. Неретко се случува, слободно ќе кажам, задолжително да немате чувство дека сте веќе во програма, бидејќи се ориентирате по звукот од телевизорот, а и неретко се случува да имате впечаток дека некој друг зборува наместо вас, што не е така. Затоа да ги почитуваме овие технички правила за да се оди безпрекорно. Добар ден. Добро. Најверојатно ќе мораме повторно да дадеме време малку повеќе и линијата да се стабилизира ситуацијата. Неретко се случува и да се блокира, сосема разбирливо. Еве го звони телефонот, па ајде да се започнеме со Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. И среќен ден нека ви е. Нека ви е најсреќен ден. Ова систематска нефункционалност не чине нас многу пари. Тоа е уште во 91 година оваква систематска нефункционалност на органите што треба да решават за граѓаните постоje, затоа што никој не води сметка колку пари се трошат и дека се тие пари се народни пари дават. Никој не води сметка од која страна се плаќа бензино. Дали бензино си го плаќа собственикот на возилото или се е на државна сметка. Значи, народот е буквално ограбен. А работата е во тоа што тоа ограбување на народот ќе продолжи и понатака. Нема да се сопре. Затоа што тие што треба да водат сметка дали народот се ограбува или не, истите учествуваат во тоа ограбување на народот. Не е само питање бензино. И други работи има тамо. И храната, што се ранат функционерите, што потуват кој на каде стаса и кој го кому одговара. Сето тоа е на грбо на народот. Овоа трае со години, не е во од вчера. Ово е од 91 година, од како се разделиме од Југославија. Никаква смет. Благодарно за споделеното со гледачите. Секако еве и уште една напомена. Време трењето за едно вклучување почитуване изнесува 90 секунди, така да автоматски линијата се прекинува на 90-та секунда, но секогаш сте добре дојдени додека траеме, секако и повторно да го завртите нашиот број и да се надополните во нови 90 секунди. А ние ќе потсетиме дека милиони евра исплатени се без јасни докази за работа. Исчезна димот, непокриени трошоци, систем без контрола. Дали институциите се претвориле во механизам за политички грабеж на граѓаните? Оваа тема не е само бројка во ревизорски извештај, туку прашање за функционирањето на државата. Од тука и ве прашуваме колку нас не чини системската нефункционалност. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Па, дали може да се речи дека е тоа системска нефункционалност? Се ми се чини дека е арамилок. Ништо повеќе. Ете со танкирање на колите со надржавен трошок, например, кркање ваму-таму по ресторани, по скапи ресторани
и што ти ја знам, исто така на државен трошок. Патување без потреба, комплетни делегации, ни чуени, ни видени, нити знаат зошто биле, еве, например, за Јапонија да ги земе. Зошто толку народ тој дојде замина за Јапонија. Сето тоа е, се е тоа, затоа велиме системска нефункционалност. Не е системска нефункционалност. Некој нарочно ја прави да биде нефункционална. Ете, тоа е работата. Значи, кради. Арамилок е. Во секој случај е арамилок. Ништо друго не е. Значи, не домаќинлок. Тука е цела работа. И сега една влада, како што идат владите, секоја една е. Благодарам многу за одговорите. Внимавајте само на времето, од тие причини тајмерот и го објавуваме на екраните. А ние и понатаму ве прашуваме. Дали Македонија е сиромашна држава или богата држава водена од сиромашни политики? И најважно, постојано слушаме за скандали, но ретко гледаме правна завршница. Колку не чини системската нефункционалност, почитувани? Добар ден. Студентина. Ве слушаме, повелете. Поздрав до вас и до емисијата. Државата има пари за све, но колку се трошат парите, значи домаќински, тоа е друго прашање. Не функционираат многу работи, но да се надеваме дека еден ден ќе профункционираат. Значи се збори за ова нема пари, за она нема пари, а се трошат милионски суми. Значи тоа е малце некоректно. Сите знаат дека има пари за све, но знаете како велат, ако се сака. Ако не се сака, све е џабе. Така да треба малце да се инвестира и во патишта, и во јавен превоз, значи во системските работи што им се од корист на граѓаните. Секако дека ќе има и за политичарите, но малце да се свртат и на граѓаните. Тоа што треба да си функционира како здравство, како образование, како ред други работи, не може да функционира од вакво нерационално трошење на пари. Па и проекти како што се Ало доктори и слично се прекинати поради ова што нема пари за тие битни проекти за граѓаните, а отишле таму кај што прекумерно се потрошило. Ме разбирате? Да, ве слушаме. Дали јавните институции ги трошат одговорно буџетските средства? Тоа не е анкетно прашање. Па мислам дека не. Не. Да ги трошат разумно и како што треба, ќе има за све во буџетот пари, како што напоменав, и за јавен превоз. Така, благодарам многу за одговорите во црвена линија, продолжете да не гледате. А ние понатаму ве прашуваме, дали институциите се претвориле во механизам за политички грабеж на граѓаните? Оваа тема не само што е бројка во ревизорски извештај, туку и прашање, ќе потсетиме за функционирањето на државата. Кога милионски суми се исплаќаат без јасни докази за сработеното, кога институционалните контроли не функционираат, а одговорноста се разводнува, станува ли збор според вас, почитувани, за изолирани пропусти или за систем што возможува одливање на јавни пари, наречен Алибегова слама? Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Вака, апсолутно, ова 30 години партиите на власт ја буквално ограбуваат државата. Сите овие нетранспарентно трошење на парите, нефункционално трошење на парите е поврзано со политичкиот врв во земјава. Со политичките партии. Неказнивоста. Ние закон имаме, меѓутоа нема казнивост. Сето тоа е придонес кон плячка, грабеж на државни пари. Самите лидери на политички партии, кои се и лидери кога партијата е на власт, се најголемите криминалци во државава. Апсолутно, отчет никој не дава. Сите крадат, отчет не даваат. Само
прво да кажеме дека секој функционер кој е запослен од партијата, а тоа се сите функционери кои доаѓаат на власт, 10% од примањата враќа во партијата. Тоа е јавна тајна, а тоа се народни пари кои незаслужено се. Сите функционери немаат ни квалификација за работите што ги вршат и затоа они немаат контрола од никого. Благодарно за споделеното и одговорите во ова издание на Црвена линија. Почитуване ве подсетувам доколку сакате да се надополните секако и малку ви се оние 90 секунди кои што се предвидени, се додека траеме, ќе повторам, сте добре дојдени за повторно вклучување. Продолжете да бидете активни на Facebook. Наскоро по неколку вклучувања ќе почнеме и со читањето на тие одговори кои што ги добиваме на нашата страница. Добар ден. По неколку вклучувања ќе почнеме и со... Намалите го целосно, ве замолувам тонот на телевизорот. Дали се слушаме? Дали го намаливме тонот на телевизорот? Се слушаме? Да, го намаливме ли тонот на телевизорот? На нула, на стално нула. е така. Правилно, одлично. Повелете, сега ве слушам. Така. Видете, кај нас дали 20% парите за државата се користат. Другото се за подкусурување. Сите функционери, сите министерства, сите државни фирми, приватните не ги вклучувам тука. Државните фирми, све што е државно фирмо, све е шпекулација, све е грабање, све е лашвереш. Овие функционери, во денот од тие 8 сати, ако работат 6 сати работат за джеп, 2 сати за државата. Ако тие стегнат онака 100% да работат за државата, прво нема катастрофални работи да ни се случуваат, ќе се затегни све, пари има за сите, живот има за сите, но парите не се распоредени онака како што треба за сите. Тука е најголемиот проблем. Кај нас ни треба систем, законски цврст, казна дебела, да не му текни едно денарче да пипли, да не му текни уште еднаш да погледни, а не да земи. Проблемот е тука. Државата треба да си ги земи, ама тие што се во државата, тие опропастуваат. Одгоре почнува проблемот, не од долу. Од кај што се парите, од купот, од тој што... Благодарам за учеството. Останете, продолжете да не гледате. Во меѓувреме и ќе ве потсетам секогаш да се информирате и со кликање на telma.com.mk во однос на денешната тема. Наслов на кој што треба да го задржите своето внимание е следниот, а тоа е дека е Државниот завод за ревизија во Министерството за односи меѓу заедниците исплаќена е плата без присуство на работа. Не достигаат лаптопи, фондации треба да вратат пари. Поточно Државниот завод за ревизија откри сериозни пропуски во Министерството за односи меѓу заедниците за 2024 година. Според ревизијата во Министерството не достигаат 30 лаптоп компјутери. За дел од вработените се исплаќале плати без да се провери дали навистина биле на работа, а нафтата за возила често се точела без никаква контрола дали автомобилите се во сопственост на Министерството или во нечија приватна сопственост. Основните средства и побарувањата на вработените се лошо евидентирани, што ја истакнува целосната хаотичност во управувањето, констатираа ревизорите. А ние во Црвена линија ве прашуваме денес, колку не чини системскава нефункционалност? Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Повелете. Тешки милиони не чини. Тешки милиони, системската нефункционалност. Значи, за вако нешто треба голема одговорност. Ја не знам како ќе ги вратат парите. Што земале, што краделе, што правеле, јас не го употребен тој збор, меѓутоа да ви кажам, више не можам кој збор да најдам од крадење друг да кажам, зашто ова е буквално крадење. Вие да не идете на работа, ништо. Добро, што работела таа институција, мене не ми е јасно зашто постоеше таа институција.
Значи таа е измислена институција. Вие ништо да не работите, да трошите, значи од буџетот пари од грбот на граѓаните што некој тешко ги заработува, тие работници што работат, што финансираат целиот буџет, затоа што работничка класа го финансира буџетот, не го финансираат функционерите и тие се на грбот на работниците. Значи едини што попунат буџетот се овие работниците, буквално смисла на зборот работници што стварно работат. И сега ја не знам зашто постои оваа институција. И зашто сега како мене многу ме интересира како парите ќе ги вратат. Мене стално ме интересира за пари. Други направил вака така, затвор приведен, уопште не ме интересира. Значи све што се открива треба да се вратат парите да им се земат. Блокирање сметки на сите тие што биле таму и да се влечат од тие сметки пари. Значи мора тие пари да се вратат. Гледате некој како уживал, а некој не можел да се прехрани. Значи секоја чест на државата што го откри ова, меѓутоа зашто постоела таа институција и немало потреба од постојање. Благодарам за одговорите и учеството во Црвена линија. Сега е време да започнеме со оние кои што се активни на Facebook, на профилот на Црвена линија и секако на профилот на Телма телевизија. Пишувате коментари, секако ги читаме и нив како одговори. На прашањето колку не чини системската нефункционалност на Facebook, еве што напиша Славчо Малиновски. Со овој систем, со партиско владење, цената на нефункционалност е бесконечна, нема крај. Благодарност до Славчо Малиновски за одговорот, а и ние продолжуваме да ве прашуваме колку не чини системската нефункционалност, почитувани. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден, повтор пат. Секако добре дојдени сте секогаш, повелете. Па вака, покрај ова Министерство за заеднициве, сите установи се по истек. Еве, да речеме, локалната самоуправа доби 250 милиони од централната власт, од дел од кредитот од Маđarска. Никој не дае отчет тамо кај се. У просек околу 80 општини по 3 милиони. Меѓутоа некои општини земаат 30.000, некои земаат 7-8 милиони. Ако општината не може самостално да обстојува, таа не треба ни да постои, ќе се соедини со побогата општина, односно соседска општина. Значи, никој не се бори тие средства што може да ги оствари на општината, да ги оствари. Некој плаќаат данок, 80% не плаќаат. Друг случај, прошлата власт, не знам ова сегашнава, 7 години за ред даваше огромни средства во преку Агенцијата за иновации и за иновации и уште една, две агенции беа, стотици милиони, неколку стотици милиони им се дадени на фирми од еден човек, од двајца и така натака. Никој контрола не им прави. Ден денес Благодарам за учеството, е тоа повторно, секако слободно и трет пат. А ние ќе ве потсетиме да кликате редовно и на telma.com.mk, да се информирате за случувањата како од дома, така и регионот и во светот. Но во однос на она што денес говориме во Црвена линија, ќе потсетиме темата всушност доаѓа од последните извештаи од Државниот завод за ревизија, кој што откри сериозни пропусти во Министерството за односи меѓу заедниците за 2024 година. Од Државниот завод за ревизија откриваа дека проблемите се преливаат и во финансирањето на здруженија и фондации. Од 33 поддржани организации, повеќе од половина треба да вратат дел од добиените средства, бидејќи недоставиле докази за нивното користење. Колку не чини системската нефункционалност? Добар ден. Најверојатно имавме исклучување. Секако бидете трпеливи и најважно се намалувајте го тонот на телевизорот, бидејќи ако не го сторите тоа, неретко и се случува да се исклучите, бидејќи нема да имате увид дека сте веќе во програма и го очекуваме вашиот одговор. Јас ќе се обидам уште еднаш. Добар ден.
Добро, преминуваме на Facebook, за да не слушаме постојано како велиме добар ден, ќе продолжиме со како одговор што го даде Благоја Петровски. На прашањето колку не чини системската нефункционалност, Благоја Петровски напиша: како рекоа пред неколку години, од 1991 година државните функционери, односно тие што биле на функции, украле или го оштетиле буџетот на Република Македонија за околу 4 до 5 милиарди евра. Колку не чини системската нефункционалност, да чуеме во живо. Добар ден. Добар ден. Има некој? Има некој, ве слушаме во црвена линија, сте повелете. Добар ден, дали се слушаме со гледачот? Дрижја, дали можете да им му кажете, еве и на гледачите, аз ќе замолам и вака во живо, но најверојатно може би оваа информација никако да се запамети, а многу е важно. Верувам и од Дрижја ќе ми помогнат почитувани. Од тука и повторуваме постојано да се намалува тонот на ТВ приемникот. Ако тоа не го сторите, апсолутно ќе немате печаток дека сте вклучени, а ве чекаме. Добар ден. Здраво. Здраво. Колку не чини системската нефункционалност? Па многу не чини. Тоа се многу кредити од ММФ, Светска банка, од други банки што се таму да не ги набрам, тие белосветски банки што се кредитираат нашиве такозвани владетели. Тоа значи дека они вработуваат многу партиски војници кои се безкорисни тотално, значи никаква пајде немаме од никаква држава, ама ете ги стават пазене, ги стават у некој место каде што некоја продуктивност ќе покажат, да ги вработуваат надзорен орган, управен одбор, таму па не знам што, таму се некои функции, па пуше па ти се пали, знаеш што, јас сум фраер. Зашто бе бате? Зашто си фраер ти за упропастување фирми? Јас знам како се дешаваше у таа железница таму кај мене. Тоа беше катанга, само цицаа пари од државата, а ништо пајде од нив. Влегов у директен дуел со тој што беше министер од таа, како сика, рамковна партија, не знам, го заборај по име, беше директор тогаш. Како викам ти си покачиш плата, на кој начин си покачиш? Вика имам неограничено конто да бутам пари колку сакам. Така ме откачи. А тебе ти вика ти треба толку да земеш. Законски не било во ред. Значи, здисаност до даска, било која номенклатура на власт ја уништава државата и луѓе. Благодарам за одговорите во црвена линија. Благодарам и што не следите, останете со нас. А еве што напиша Тихидон на Facebook. На прашањето колку не чини системската нефункционалност, Тихидон напиша: го живееме последното време на блуд и неморал. Кога треба системот да функционира за народот, не функционира, а за политичарите одлично функционира. Моралните вредности еродира, институциите служат за политички грабеж на граѓаните, народот молчи. Почитувани, колку не чини системската нефункционалност и дали јавните институции одговорно ги трошат буџетските средства? Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас, господине Живко. Повелете, ве слушаме внимателно. Видете вака. Ова е малце чудна работа. Партиски немојте да ме врзувате, зборувам како граѓанин. Еве зошто. Па што сакаме ние? 7 години СДС владееше на власт и се знај кој владееше, не СДС. Тие го искористија то дивно невнимание и си запослуваа луѓе. Чак се кажуваше дека луѓе се гасарбајтери во странство земат плата одовде. Па што барате од нефункционалност? Ние, како да кажам, прво, ако не се освестија ВМРО од осамостојувањето на Македонија и СДС, барем 2001 да се свесте,
да се обединат заедно. И сега што да правиме муавет? И ден денес се такви си вадат очите. Значи 80% СДС, 20% ВМРО ја продаде државата и системите на трети партии. Кој ни е за тоа крив? Сами ние. Гледате, за да седи на фотелја, фудбал се играше, кошарка, се славеа родендени по институции, пушеа цигари, газди број 1, мучести. Благодарно за учеството. Внимавајте почитувани на тајмерот, јавувајте се повторно доколку имате се разбира желба да се доискажете се додека трае црвена линија, возможно и тоа. А ние подсетуваме, всушност поточно да речам ве прашуваме, ви се чини ли почитувани дека можеби станува збор за изолирани пропусти или пак ви се чини дека станува збор за систем што возможува одливање на јавни пари, наречен Али Бегова слама. Колку не чини системската нефункционалност? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Телма? Телма, црвена линија. Така, девојче, вака да кажам. Првим ќе го прашате вашиот газда, како стана газда. Господине, јас мислам дека црвена линија е исклучително конкретна во однос на прашањата, а еве за да доловиме уште еднаш за оние можеби кои што не разбрале, еве од каде е произлезена темата. Државниот завод за ревизија, подсетуваме, откри сериозни пропусти во Министерството за односи меѓу заедниците за 2024 година. Според ревизијата, во Министерството недостигаат 30 лаптоп компјутери. За дел од вработените се исплаќале плати без да се провери дали навистина биле на работа. А нафтата за возила често се точела без никаква контрола дали автомобилите се во собственост на Министерството или во нечија приватна собственост. Основните средства и побарувањето од работените се лошо евидентирани, што истакнува целосната хаотичност во управувањето, констатира ревизорите. И додаваа дека проблемите се преливаат и во финансирањето на здруженија и фондации. Од 33 поддржани организации, повеќе од половина треба да вратат дел од добиените средства, бидејќи не доставиле докази за нивното користење. Па од тука и прашуваме денес, почитувани, колку не чини системската нефункционалност. Добар ден. Добар ден. Денеска денот во символот на исклучување, но јас ќе подсетам да останете на линија, за да останете и секако да знаете дека очекуваме да ве слушнеме е само ако ви е целосно намален тонот на ТВ приемникот. Добро, дали имаме некој на линија? Ако не, ќе преминеме онаму каде што навистина имаме огромна активност. Добар ден. Дали се слушаме? Режија, имаме ли некој или немаме, ве молам? Добро, не ме слушаат најверојатно од режија. Ајде да одиме сега онаму каде што навистина пристигаат многу одговори на прашањето колку не чини системската нефункционалност. Еве што напиша Љупчо Димитриевиќ. Системската нефункционалност чини многу животи, а пак Коста Тренчев го напиша следното. Слушам, се јавуваат возрастни граѓани и се жалат дека многу се крадело, не се работело правилно и така натаму. Јас би им рекол да се запрашаат за кого гласале на избори 30 години наназад. Не знам зошто не се задоволни од своите избраници. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во црвена линија. Сте веруваме намален тонот на телевизорот. Ајде, кажи шо. Добар ден, се чина. Добар ден, се слушаме ли добро? Што ти е од прилика тема сега, што ти лежи? Па конкретна не е од прилика, прашањето е колку не чини системската нефункционалност. Што колку не чинеше? Системската нефункционалност. Која вистинска националност?
најверојатно не се слушнавме добро, па еве објавено е, секако може и да се види на екраните. Прашањето денес е колку не чини системската нефункционалност. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро. Може би денес треба од еден до друго јавување малку повеќе време, но еве ќе потсетиме за што говориме, за да нели бидете... Добар ден. Добар ден. Системската нефункционалност на институциите не кошта некаде околу 20 до 30 милиарди евра. И ќе кажам зошто. Од 90-та година навамо има луѓе што не се работели ни еден ден во Република Македонија, а взимат пензија од Република Македонија. А се во соседните држави. Како прво, како второ, сите институции се направени да нема никаква одговорност. Почнете од владата, па до куририте во владата и најдоле. Немат никаква одговорност, значи 30 милиарди и повеќе не коштат. А бидејќи не функционирате ни институциите, барам одговор од некој, кој е компетентен да каже зошто обвинителите или судството примаат плата секој месец. Каде го има тоа да не се работе, а да се взима плата? Значи, државата е оштетена. Од институциите и владењето овие 30 години, државата е оштетена некаде околу 80 милиарди евра. А тие 80 милиарди евра можат и да се докажат. Голема благодарност за одговорите, учеството. Ве охрабрувам секако додека траеме. Вклучете се повторно за нови 90 секунди. Одиме повторно на Facebook. Еве што напиша Тихомир Спасовски. Се плашам дека државата е во колапс, а партиите го замајуваат напатениот народ за да се живеат раскошно. Не функционира економијата, нема морал, земаат кредит врз кредит, си земаат патни трошкови, преголема администрација, секакви здруженија кои ништо не придонесуваат. Почитувани, па по ваша пресметка, колку не чини оваа системска нефункционалност? Добар ден. Ја секако ќе почекаме, ќе дадеме предност, бидејќи најверојатно од едно до друго вклучување ќе треба малку повеќе време. Добар ден. Блокирано е, добро. Оние кои што навистина сакате еве и полесно ви е да учествувате во црвена линија, имате во предвид дека и Фејсбукот е простор каде што можете да дадете одговор. Продолжуваме и со одговорите кои што ги дадоа Зоран Трајковски, Марија Петковска, конкретно на прашањата дали јавните институции одговорно ги трошат буџетските средства. Зоран Трајковски напиша не и Марија Петковска напиша не. Добар ден. Добар ден. Се слушаме. Да, повелете, ве слушаме. Дали ги трошат одговорно? Покрај што прав штета не ги трошат одговорно, не го дозволуваат и надолу, па ајде да прошетате малце низ Македонија, дали се плаќа сегде фискализација. Па ши позвук Покрај тие што се, зато тие не притискат овие да плаќат, да се фискализираат. Затоа што грабаат тие горе, митаджите. Тоа е катастрофа кај нас. 50 милиарди пари имат проневерено. Некој вика 30, испод 50 не се. И друг пат сум кажал, картичките сите ќе ги соберам. Сум кажал и друг пат, благајната една ќе биде во Министерството за финансии. Оттаму денар ќе излага, док не донесе документација зошто тој денар ќе оди натамо навамо, не му пуштам пари. Тоа треба да се направи. Да се цеди, да не смее денар че едно дине настрана, а не му дал картичка, на груби му дале жиросметка, удри тамо.
за колата 30.000 евра, што е Перел дал, не знам на комшијата му е Перел плюс, не знам што прел на така навака, што не е откриена работата. 1000 души вработени во тоа министерство. Па во сите министерства може има такви напикани, што земат плата не од... Благодарам за одговорите. Еве што напише и Мише Джони Инглиш. На прашањето колку не чини системската нефункционалност, Миша е напишал премногу. Крајно време е да си го средиме системот и општеството ако сакаме Македонија да биде држава како сите нормални држави, каде што за криминал и корупција кривично одговараат од комуналниот работник до председателот на државата. Благодарам, господине Мише. И дојде времето за реклами. Да видиме како се одговори на денешната анкета објавена на Инстаграм. Заследете не, учествувате во утрешната. На прашањето дали јавните институции ги трошат одговорно буџетските средства, со да одговорија 23%, со не 77%. Почитувани, благодарам што учествувавте и ја креиравте оваа црвена линија, ги дадовте одговорите кои што ги баравме. Секако утре се гледаме во нашиот стандарден термин со нова тема до вас. Оно што топло препорачувам, информирајте се на telma.com.mk и гледајте го новото издание на Да се кажеме со Горан Петрески.